Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Денеска имам чест, мој гостин, да биде Сотир Костов, аналитичар, брендолог, поранешен, јавен обвинител. Добре дојде. Добре најдов, Љупчо. Сотир, една работа која што вчера не ја потресе Македонија, повеќе ја потресе Бугарија. Зборуваме за палењето на автомобилите пред бугарската амбасада, нешто што се случи преку ден, нешто што предизвика многу остри реакции од Бугарија, од сите можни нивни политичари, буквално го начекаа тоа како пенал, да не речам. Не се што 2,5 часа после настанот македонската полиција го откри сторителот, не се што е 44 годишен, со многу интересно во наводници објаснување, седел дома, видел дека биле погрешно паркирани возилата, фатил автобус и отишол и ги запалил возилата. Би сакал, доколку режијата е подготвена, да го пуштиме видеото кое што е снимено од бугарската амбасада, е снимено, се гледа. Ако може да го пуштиме и да го протолкуваме. Режија, дали сме подготвени со видеото, дали може да одиме или да почекаме малку. Мислам дека се уште не е, се надевам дека набргу ќе биде. Но интересно е, Сотир, како се случува сето тоа. Некој од внатре, ќе видиме и на видеото, чека со кадар празен, влегува пироманот, го следи, преку ѕид еден го прескокнува, завршува каде што тој претходно не прави ништо, кесенце носи, нели, со шишенца, еве го влегува човекот во кадарот, а некој веќе снима. Да не речам, сад чекуша го викаат тоа народски. И еве го, тој се движи и камерата го следи, значи ова не е од безбедносните камери, и го следи, тој тука веќе вади работи, ѕидот го прескокнуваат и еве го, повторно некој го следи. Сега и се случува тоа што се случува, што е апсолутно за осуда. Тука нема збор. Вакво нешто, вако вандализам е тешка глупост како прво, но и криминал. Еве го. Но, дали сите минувачи во бугарската амбасада вака ги следат? Премногу е симптоматично, сомнително, да не речам ефтино. Кој беше човекот што го чекаше овој да му влезе во кадар, да го сними, да си запали и да сврти? 180 степени имаше круг на камерата. Може би ќе ти изненадам. Значи, многу интересно видео. Ако може пак да го видиме. Многу чудно видео, многу нелогично видео, али пред било што да кажам, јас настанот случката ќе ја осудам. Апсолутно, да. За осудување, не прифаќам пиромани, не прифаќам вакви случувања кои директно одат против добрососедските односи помеѓу Република Бугарија и Република Македонија. И тука го кажувам, значи, мојот став каков е. Ама види сега. Моето искуство со пироманите, како обвинител и адвокат, датира од 1982 година. Тоа беа години на едни немили настани, 81, 2, 3, кога добар дел од албанците и македонците муслимани во Источна Македонија, што има семкари, кебапчилници и било какви дуќани, поради заострување на некои односи Србија, Косово, Санџак, Црна Гора и така натаму, им беа палени дуќаните и ние, обвинителството, полицијата, имавме задача да ги штитиме и ги заштитивме. Потоа, еве ќе рипнам долг период, па во 90-тите години како адвокат сум бранел пироман. Мене овој пироман ми е многу чуден. Зошто ти е чуден? Еве зошто ти е чуден. Прво што примети ти... Еве го видеото, ако може пак да го пуштиме. Еве вака. Прво ти примети дека оваа камера што снима се движи, значи ја снима човек, а не од безбедносните камери. И мрда баш. Второ, одма поставам прашање. Да ја бев во бугарската амбасада, преку прозор, го знаеме прозорот е низок, ќе го отворам и ќе го спречам човекот. Ќе викнеш. Се гледа дека не е некој напасник, не е некој од оние со дебели вратови, не е некој истетовиран ли се, нека не се љуто тетовираните, не ми личи на некој криминоген тип. Ладнокрвно се оди, малку наивно, сред бел ден, неопромен со качулки, со ракавици, со поголеми канти и така натаму. И се гледа што е смешно. Само со мало шише некое пластично, полева задна лева страна на правото возило и предна лева страна на второто возило. Така не се пали. Љупчо, да се разбериме. Од озгора се истура канта, шише или било што, да секаде па да се подзапали. Значи, овој човек
Ните пироман, со пироманија нема врска, него сега вака јас ќе дадам еден предлог. Ги молам господата од полиција кои се покажаа многу ревности, професионалци, 2 часа им треба. ефикасни и ефективни во прогонот, го најдоа човекот. Ги молам во полициска дури постапка, пред да го предадат на обвинителство, во претходна постапка, да ангажираат, пази сега, социолог, психолог, не сум сигурен дека за психијатар има простор. Социологот да му направи вкрсено истражување, да видиме социолошки што го побудило да го направи ово. Значи, како социолошки феномен. Има многу да кажувам, ама да не го узурпирам времето. Психологот да му испита поривот внатрешен, тоа што го кажува дали е така, или со вкрсено испитување по тие нивни психолошки методи, сакаш Фроид, сакаш Јунг, сакаш Адлер, сакаш било кој друг, може да открие кој му е мотивот. А полицајците нека работат. Поединец е, член на група е, член на некое здружение, или е финансиски мотивиран. Околу профилот психолошки и социолошки пред се, толку. Ајде сега да видиме траекторијата на нас за 20 и кусур години, да видиш што се случува. Зошто велам социолошки треба да посматраме? Самохрана мајка направија ненормален случај со обичен развод и доделување старателство на дете на едниот родител или на друг родител. Ја вртиме лентата понапред, доаѓаме до Охриџанецот. Ова човек се бугарските приказки да, на Македонија. Да. Човек замешан со дрога. Да, добро, ја имињето дури не сакам. Ја ги игнорирам, ама еве ме поканивте и сега да ги малку анализираме. Да. Значи, замешан со дрога. Има полициско досие. Ама има историја на китење со знакот од кутлеш, тетовирање на лавови, припаѓање кобајаги на некоја партија од десницата и одеднаш, значи, јак некој македонец, под наводници, и одеднаш пресврт, онеправдан бугарин во Македонија, море претепан, море не знам што, во некоја се и расправија или тепачка во кафана. Чо? Дали сум ти кажувал колку пати мене ме провоцираат во кафаните? Најобично 99% не одговарам. Кога па и јас сум расположен за кавга, знам да одговарам, секој пат останало на вербално. Значи, не можеме обична расправија, па еве и тепачка, нека не е некоја голема тепачка, него удирачка, да ја представиме како шовинизам, национализам и рушење на добрососедски односи или одземање на правата и слободите на некои си, па макар тоа биле и бугари во Македонија. И такви неколку други случаи сега. Да не ги набројуваме, бугарите се покажуваат многу лоши политици, бугарите се покажуваат нехумани луѓе, мислам, бугарите во политиката, општествениците и политичарите, нивни ги искористуваат маките, слабостите, трауматските точки на некои поединци бугари во Македонија, за да ја прикажат Македонија како некоја си политичка аждаја, како општествен монструм, а реалната состојба е сосема спротивна. Сите европски извештаи и сите дури извештаи во Обединените нации во поглед на стандардите во врска со човековите права на малцинствата и нивните слободи, Македонија, ако не е прва, е меѓу првите 3 и 5 и во Европа и во светот, дури има и констатација во последниот извештај дека дадените права се и повеќе од онолку колку што е вообичаено. И сега им текнало на Радев, оној човекот што е излезен од шинелот на Путин, отишол пред неколку години кај Макрон, му кажал дека не може со македонците да се справи, па добил некој совет и од борба за историјата, културата, јазикот, тој кобајаги се префрла на човековите права, замислил европејците може ли и тоа да го сочвакат. Алал да им е на европејците ако едно вакво палење, тоест божен палење на возила, го представат како атак на бугарската држава, што вели почитуваната Јотова. Не можам, ова не е говор на омрза, не можам да кажам дека тоа е
политички кретенизам. Дури има и една книга сега издадена за такво некое си извртување на реалноста, кога фактите се занемаруват, кога кавгаджиите сакат секој пат да се во право со оној со кого се кавгаат, и тоа многу граничи со научно докажано со поимот идиот и идиотизам. Нели, не се расправам со идиоти од почитуваниот Звонко Сега ќе побара да не можеш да влезеш во Шенген зоната, предпоставам. Не. Научно објаснувам. За жал, научно објаснувам. Значи, тоа е и политички кретенизам, тоа е општествен идиотизам, да покажуваш такво нешто како голема пречка меѓу нашите држави. Овој човек треба да си добие казна. Ама овој човек мене не ми стои криминоген тип, психолошки посматрам. Овој човек треба други служби да го посматрат и да кажат. Тој веројатно, како неискусен криминалец, ќе каже од каде ме побудата, ќе се насети дали е мотивиран финансиски, материјално, статусно или не знам како, и ќе видиме зошто ова го направил сред бел ден, без да го скрие идентитетот, без да од некого е помаган, од никого и од ништо предизвикан, ни прави проблеми и така што си имаме проблеми со бугарите. Лично мислам дека на ова ние, јавноста, можеби не треба многу да даеме значење, а службите да. Владата осуди, политичките партии осудија, полицијата си доби 10 за постапувањето. Сега да не утнат овие судството, јавното обвинителство и судството да измислат нешто, и се надева, да не речам, треба сме сигурни да не се најде некој министер да оде да посетува, па да прави како овој што отиде у Бугарија, да го посетува човекот кој наводно на издишејќа беше, ќе умираш и така натаму, еве го жив здрав, велат, пак си се бави со сите тие пороци што ги има и така натаму, само што е побогат за еден стан во Софија, некоја паричка повеќе и доби статус на вештачка звезда. А јас толку би кажал за ова, мислам дека и не заслужува нешто повеќе. Но еден аспект друг кој што е многу безобразен, реално онака, мислам, навредува, понижува. Ова се случува кога се случува бидна што бидна, сите гледаме како се случи, премногу инфантилна приказката за да биде вистинита, ама ете, се случи, но реакциите и од почитуваната ни Јотова и од останатите, ова било резултат на говорот на омраза во Македонија. Сега, затоа бе Фостер во квалификациите. Јас сум бугаринот и велам дека не постоиш, дека си од 44-та, дека ни јазикот ти постои, дека си ваков, таков, онаков, и тоа не е говор на омраза, тоа е супер. Тоа е говор на омраза. Моето малцинство таму нема никакви права, никогаш нема ни да има очигледно. Колку би 14-16 пресуди? 16 така, никому ништо, но јас сум тој што тера говор за омраза, затоа што велам луѓе што правите бе доста со тие глупости, со тие вета, нели? Ние го кажуваме тоа најнормално, што е тука говорот на омразата. Ти мене ме негираш. А јас сум тој што шири говор на омраза затоа што ти велам дека грешиш. Многу е ова превртена психологија. И пази, преска ти кога ме помена добронамерно да нема да ме пуштат таму кај што нема да ме пуштат за овој говор. А ја знаеш кого цитирав јас? Јас само го спомнав новата книга на Звонко Јанкуловски, ама ја го цитирав Гете. Гете. Кој не опоменува, внимавајте со кого се расправате. И да бидам искрен, ја почнав да го слушам, ја видов дека веќе нема потреба со некого да се расправам, кој не сака да ме чуе, поточно да ги чуе моите факти, засновани на аргументи, па чат-пат знам да понудам и докази во писмена форма од историјата или сегашноста, и едноставно не ме перцепираат, во некои други студија, не овде, и почнуваат да ме завлекуваат во таа спирала на кавга. Јас сум учествувал, од преди известно време реков, па не да дебатирам со такви. Тоа е мој став и нема ја и да отстапам од тој став. Еве, нека се провери кога последен пат со припадник на бугарскиот дел од народот, а всушност бугарското малцинство во Македонија, јас сум разговарал или дебатирал. Немам зошто да дебатирам. Не вреѓаат во нашите студија.
најогавно се изразуваат, ние искривуваат историјата. И да не набројувам, не ватка тие не сакат факти, тие не признаваат веродостојни аргументи. Ако треба навистина да се расправаш, ќе треба да се нашите на докази, нивото и па веќе не сакам бе Лупчо да се симнувам. Да. Нашите докази се несоборливи. Какви докази да не зборуваме? Ама еве, 16 пресуди, ама тоа е доказ. Катастрофа. Пази, историски сотир да не зборуваме. Конечни, извршни. Ја за тоа зборувам. Кажувам јас на некого дали постојам или не. Тој што воопшто го ставил под знак на прашање, тоа нека му служи за на чест на било, ја да му докажувам на некого дали сум македонец или не. Сачувај Бог. Ја веќе тоа не го правам. Сега нека му биде криво, но сотир е на друга работа која многу исто така симптоматична. Не верувам во случајности, велат дека случајноста е моментот кога на сцената не се гледа раката на кукларот кој што ги движи или марионетите. Во овој случај мислам дека гледам и раката премногу се гледа од Марс и тоа. Ова се случува на ден пред Ваташа. Денеска. Јас сакам со тоа да почнам, ама еве ти конкретно отиде и медија. Тој црн ден кога некој уби 12 младинци во Ваташа. Ме потсети пред тоа се случи, се сеќаваш на Монструм. Па Монструм се случи еден ден пред Великден на црн. Значи, некој работи, очигледно некој ги има штимувано, средено, така нели, за да се дај да не се лажеме сега, не пиеме нафта, не мора да сме Ајнштејни за да сватиме некој работи. Ова се случува на ден пред Ваташа, ај што отиде оној Филипче таму и кажа нема таму. Не, тоа е добро. Тоа е добро, ќе ти кажам моје мислење. Добро е, кај му е фашистички, од како тоа наеднаш стана бугарски окупатор. Шукер што кажа окупатор. Тоа е коперникарскиот пресврт. Така. Па тоа е. Види, премногу се редат. Знаев дека ова ќе го поттекнеш, бидејќи пред емисија ти ми кажа. Јас само 3 колумни носам, а нана за 10 години, секоја година пишувам. Ја обновувам една колумна, а тоа е подсетување со предумисла за ваташкото клање ми е наречена, ама во центарот на моето есеистичко пишување ја ставам поемата на 12 храбри младенци од сончевата колона на младоста од Ацо Шопов и Цветови, песната од Славко Јаневски. Да не кажувам што све сум пишувал и вака сум рекол секој пат на крајот од есејот. Ние сме христијани. Една од нашата основна работа во верата е да простуваме. Ама затоа некој треба да е доволно хуман, доволно да размислува позитивно со своето рацио или поточно да го уклучи своето рацио, да дојде во Ваташа, ако е далеку Ваташа, нека иде на споменикот на Мучито во Струмица и да не ги бројам сите зверства што се направени и да изразат жалење. Да. Директно сум го кажувал на Борисов, на сите, на Радев. Да се поклонат пред жртвите. Да кажат било и никој пат да не се повтори. Да се фатат за рака со нашите лидери, кога можеа тоа да го прават прво Де Гол, Вили Бранд, па потоа од Германија, Митеран од Франција и овој пред Меркел, не ми текна, Кол за рака се држеа, некои клечеа, некои се молеа и така впечатливо една слика и едни зборови, да не се повтори. Ја реков прв ке сум, што на бугарите ќе им простам, прв ке сум, да речам, бидна што бидна во историјата, прекинете да ни ја извитоперувате, да ни се кажувате добронамерни администратори, ајде сега да градиме добрососедски односи и ајде сега да ја прошируваме и јакнуваме Европска унија. Не бе, брате. Денеска до Филипче требаше да биде некој од неговата фела од Бугарија, или ако му дадеа статус као на Зоран Заев. Ти го оправдуваш неговото одење таму? Не, сега ги ти кажем, ја го оправдувам. Ја укашка работата максимално со тој договор првин 17-тата, потоа 22-та. Се си во право. Тие се виновни за ситуацијата сега. Сега ќе добива политички поени. Нека добива. Срам да им. Како да не? И ќе ти стане јасно зашто го оправдувам. На брзина дома седнав да правам анализа, пошто јас имам фајлови за секоја партија, за секој лидер и така натаму. Не, манипулатор. Го извадив фајлот на СДСМ и на Филипче и видов 2 години е лидер, 2 години дава изјава да не сгреши и контекстот и атмосферата и денот и трогателниот ли свечениот ден, но обавезно ќе утне. Ке иде кај некој споменик, ќе почне да го напаѓа Мицкоски или ВМРО или она. Денеска
Да. Денеска беше, но, значи, ова е голема критика за тие неговите пиаровци што му прават 2 години. Али За денеска врачанците. беше она кис, кратко, јасно, концизно, спомна фашистички окупатор. Бугарски. Добро, Спомна добро, фашистички. добро. Да. Сега да не му ги броеме Не, мене ми е зборовите. ова И ја го манипулација. поздравувам да ти Сега кажам. поентира, не. Дали сака да поентира? Дали конечно сватил? Не, Сотир, види, тие укашка Добро. работата, сега се слушам. Ајде, Ја укашка ајде. работата. И сега доаѓа со муабет дека да, не треба ова што се случило тогаш било заради тоа што луѓето буквално нели се мразеле заради тоа што се случувало и наведува на сегашната ситуација која што ја создадоа тие и при тоа заради тоа што не требало да биде така, требало да си подадеме раз. Па ние сите си Во право подадеме си. и не беше ситуацијата до пред 4 години особено, до 22-та францускиот предлог. Бугарите и македонците Така е. не се гледаат така како што се Ама гледаат. дозволи, денес. ја Па малку нивна поинаку вина да е. мислам. Нивна Значи- вина е. И сега ќе ми манипулира, ќе извитоперува, сега тој ќе подава рака. Ало бе луѓе, извинете им се на македонците што го потпишавте Ама вие тоа се тоа како подразбира. Па на улиците дремевме ние со тоа немаичките во парламентот опозицијата викаа немојте бе и го направија тоа и сега работата укашкана. Па укашкана, ама сега ќе извитопериме, ќе изманипулираме се и ќе Не подаваме може ние да рака. извитопери, Не се нам не така. може да Тоа е изманипулира. лицемерно е. Лицемерно. Еве, избирачите си окажуваат своето. Добро е да почне да сваќа дека реалноста е поинаква од розевите очила на Заев, Ковачевски и СДСМ. Ја денеска видов една искрена надеж. Сега јас сум аналитичар, Не. сега не можам се црно да гледам, Љупчо. Не можам сега. Ти гледам ми вртиш вака со глава со право, бидејќи као новинар кого си доаѓа? постар, по-објективно можеби ги гледаш работиве од мене. Ја еве посакувам, бидејќи многу е ранлива левицата, многу е ранлив. Сега да ги жалим. Па не ги жалам, ама тоа е македонска партија. Треба малку не е баш појака. Ајде да не Треба се- малку појака опозиција да имаме. И едноставно мислев дека конечно после 2 години видов една изјава на место и сега времето треба да покаже дали си ти во право дека е само со митарење. Нашиот народ ова го вели митарење или можеби па ја имам малку право кога велам дека можеби ќе тргнат по некој друг пат. Времето е пред Па нас. утре пак ќе речат Бугари во устав и вие сте такви вакви затоа па што тогаш не ти си прифаќате. во право. 80% од македонците му велат, ало не може така без гаранции и без предвидливост на процесот. Да. Што сега зборувам? Ама Пак ќе ова видиш дека е истото многу ќе биде. поразлично од она шмирглањето Да. кај мучето од страна на Заев. Толку. Така започна приказка. Така го гледам. 2013 година тој црпнат од нивата самиот си вели, Да. со сиот тум прати луѓе со ми шајбната потоа ајде шахтите што ги нели. Ама уште кога рече живи луѓе ќе Први јадеме. беа што го направија тоа како прво тоа беше казниво со закон и требаше одма да го стрпаат во затвор затоа што тој е споменик на културата. Тој го унакази Иначе, и Љупчо, никому ништо. Нема да мислиш дека сум ја наивен. Премногу простуваме. Ја денеска го носам и сценариото во првична верзија, изигравам и сценарист. Мал документарен филм за 12 младинци од Ваташа ќе снимаме. Режисер и сценарист е Филип Стојановски, мојот најмал син. И нема да мислиш дека сум наивен, значи не Тама на представя работа така за тебе, лесно. да, мислам. Ама добро е што му текнало да отиде таму. Овие години ги немаше таму и се залагаа бришење на тие работи и шмиргање. За политички поени И ајде неоправдано. некој чекор понапред нека одат сега, па ќе видиме што ќе испати. Ајде на друга тема Океј, поврзана, ајде, да, ајде. со нив исто така, ти си брендолог, имаш колку книги на оваа тема, брендови? 4 книги, еден толковник и потоа 3 книги, 7 книги и еден толковник. Така, граѓаните голем дел од нив Да. не го знаат тоа. Зборуваме за брендови, создавањето на брендови, имаме еден и во политиката и во животот секаде има брендови. Бренд е СДСМ, каков беше бренд сега. Па веќе имаш не е голем, мал, лош, До. никаков, добар, подобар, најдобар, Да. обштествен, Си го само одговорен, уништија брендот. неодговорен. Така, тоа е еден феномен на самоуништување, чишко кумплунг може да им води, да им носи вода, нели? Но тука и брендот ВМРО ДПМН е како Да. бренд, нели? Тој бренд има еден слоган, се вика Твоја Македонија. Тоа е коалиција жива и здрава која што во моментот владее со Македонија. И имаме една опозиција која што е во опозиција и очигледно ќе биде уште многу долго време во опозиција и која што беше позната по крадење на некои луѓе што крадеа од нивните ешалони уште додека беа на власт, и сега направија друго нешто, украдоа дел од слоганот на противничката Ништо ново. на противниот табор. Сега
Тоа би дошло како ВМРО ДПМН, ти си СДСМ и утре ти си СДСМ ДПМН. Твоја Македонија, нивната програма така наречена, се вика твоја држава, твоја иднина. Во минатото ги фаќавме секои избори како ги крадат слоганите од американците, па преведени истите графики и од србите. Од сите, така, ама ајде не беа тукашни. Мање важно викаат токму србите. Украдува сега директно од противничкиот табор твоја, што беше твоја Македонија, сега е твоја држава, твоја шанса. Еве како брендолог, ова да беше брендови во прашање, ќе ги тужеа и ќе им земеа пари за тоа што им го украдоа брендот. Кока-кола додаде уште неколку збора, поинаку било. Не може да биде така. Ова е шминкање. Да. Ова е површински сјај, под наводници е сјајот, а површински не е. Брендирањето е нешто сосема поинако. Ама пред да кратко да објаснам што е брендирањето, вака да кажам, нив ги следи проклетството од кога ја украдеа бојата црвена на ВМРО и СДСМ вака кога го вертикално поставија и кога се откажаа од розата и тупаницата. Па тоа си беше нивни знак, па и не беше така лош. А кармата е кучка, казува. Кармата е кучка. Видиш, и до ден денеска само порази. Сега ти да украдиш и слоган или да прилагодиш слоган, тоа знаеш како е тоа? Да. Тоа е да влезеш во туги чевли. Така. Значи, они сега сакат да влезат, гледат по 2021 победа на ВМРО, 2024 дупла победа, 2025 повторна победа на локални избори. И сега си викат, чекај бе, овие што правија? Ама нека влезат што правија. Не треба чорбаджијата за да каже види како игра со моите описи. Народот гледа твоја, мислам. Премногу е. И овие од Србија што дојделе да ги пиаросуват. Да. Најлесно е да украдиш, најлесно е и да прилагодиш. Ама тоа е влегување во овие чевли на ВМРО. Видите, ВМРО е голема партија, со нивни израз да се робусна партија, мокина партија, со сите мани што ги имала, со сите слабости што ги покажувала. И ти да крадиш од неизе, не иди. Иди негде подалеку некаде, види има ли позитивно, тоа дали ќе можеш да го ставиш во твојот контекст, во атмосферата политичка, општествена, во твојата држава, па дали тоа е спојливо, значи компатибилно со твојата идеологија, они за жал па и немат веќе идеологија на социјалдемократија, и тогаш прилагоди нешто. Па не можеш и нешто најново, се ново да се измислува. Али вакво инфлагранти одма гледаш уловени и од тебе, не само од тебе и од некои други дека тоа го прават, тука се гледа нивното фалсификаторство, тука се гледа немање на никаква политичка креација. Како бугарите со историјата, тие ги крадат слоганите. Да, убава паралела правиш. Тука се гледа дека они немат никаква маркетиншка, менаџерска инвентивност. Едноставно, знаеш како, не им се пари сијаличката. Идеите, Љупчо, во брендирањето се околу нас. Ги има. Ја имам мојата прва бренд концепт и така ги објаснувам. Значи се околу нас, на дофат. Можеме да ги фатиме, ама треба да сме креативни. Значи, не да крадеш. Треба да размислуваме на својствен, себе својствен начин и двете работи, главни, ако ги положиме, а тоа е да сме поразлични. Они морат да се поразлични од ВМРО. А они го гледат ВМРО победнички, а и ние ќе бидеме победници. Не бре, луѓе, победата е состојба на умот. Мојата последна кампања во ето едукација, тренинг и обука беше тоа. Значи, the victory is state of mind. Они тоа не го сваќаат. Замисли демократите да украдат пола слоган на мага движењето на републиканците, нели? Да. Не, има и таму, ама они знаат дека тоа ќе биде, они го викат американските овие експерти за политички маркетинг или особено социјален маркетинг, тоа го викат порк барел реклами, кога ќе види дека све е утнато, фалсификат или украдено или така натаму, и порк барел и не можеш да го преведеш. Порк е свинче, барел е барел нафта, и таа некоја мешавина чудна, и ја до ден денес не знам да објаснам, демек некоја си мешавина од сео и на крајот ништо. Да се вратиме свинштини било така. Да се вратиме на СДСМ. Се додека не се вратат конкурените на социјалдемократијата. Се додека не вклучат наука,
не вклучат позитивна социјалдемократска експертиза од Европа, малку на север од Европа, од скандинавските земји, па тоа да го проучат малку, па да оспособат луѓе нивни, пред се млади надежни, да ги пратат на студиски престој, па да ги вратат дома, па овие да пробат да пробат со нашиот народ да поработат. Знаеш како, слоганите доаѓаат од кога јас седам, еве како ги правиме наназад со години. Во кафич, во кафана, на улица, на плоштад, на спортска утакмица и ја разговарам. И ја у контекст ти пуштам тебе нешто. Кај е твоето мислење и ти ми го кажа, ја го прибележувам. И сега, ако тоа оде 5, 60, 70 позитивно, 10, 20 негативно, тоа е насоката во која јас треба да работам. И после само го брусам и доаѓа до слоган и на крај ми го нудеш на партијата, таа го прифаќа или не го прифаќа или ти вели преправи го или не го преправи. Овие не го прават тоа. Сутри тие велиш да се вратат, тие никогаш не биле вистински социјалдемократи од Вамитарени се од СКМ ПДП се изведени. Од Сојуз на комунисти на Македонија или КАП, Комунистичка партија на Македонија се изведени. Не се, но никогаш не биле. Значи, видите да се вратат, тие никој не треба конечно да бидат, да станат конечно, после 35 години правиме како држава, не да се вратат, тие никогаш не биле за да се вратат. Мора да те прекинам, мора да одиме со кусиот блок реклами. Вториот дел ќе биде многу интересен, ќе зборуваме и поинаков. Ќе зборуваме за брендови, нема да зборуваме за политика, ќе зборуваме за фудбалот, за фудбалските брендови. Сотире тука тата мата да не речам, има пишувано и книги за тоа, така што бидејќи е светско да посветиме малку време и на она нормалното убавото, зборуваме за Пеле, Марадона, за Зидан, за Кројф, за кого веќе не. Се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Сотир Костов. Зборувавме за брендовите. Ти си брендолог, имаш многу книги наброја кои што ги имаш напишано на оваа тема. Меѓу другото, имаш зборувано, пишувано за спортот, за феноменот на фудбалот и на брендовите во фудбалот како нели играчи. Така што еве, феноменот фудбал. Голем феномен. Многу кошта, ама знаеш како ја го обработува пред 10 години, 2015 година, во третата книга, еко книгата Зелената, 360 степени холистички брендинг. Таму зборувам за спортот, за олимписките игри, сите звезди на олимпизмот и за фудбалот како спорт кој врти највеќе пари и на голем интерес. Зошто јас пишувам и зборувам за фудбалот деновиве, репринтирам и еве се надевам нема да ме одбиеш, од утре почнуваме во Курир да објавуваме сите светски звезди во фудбалот, се надевам дека ќе ме прифатиш. Фудбалот е добар за нашите деца, фудбалот физички ги заздравува, духовно ги прочистува и ги воздигнува и треба нашите деца да се бават прво со спорт, потоа демек као најатрактивен е фудбалот, иако мојот спорт е кошарката, ама од мали нози го следам и фудбалот, еве да се представам фудбалски. Од 6-та година навивам за Осогово Кочани. Од 7-ма година навивам за Вардар Република Македонија. Од 66-та година навивам за Партизан. Од истата година навивам за Манчестер Юнајтед, кога Партизан го победи Манчестер Юнајтед и отиде во финале, поведе и изгуби од Реал Мадрид со 2-1. Сиве овие години не ги уменувам моите бои, локално сум си Осоговец, на национално ниво сум си Вардарец, за репрезентацијата македонска да не зборувам, екс јуто не можам да го одбегнам Партизановец, а дома сите ми се звездаши. И еве на меѓународен план, децата на Безби, тоа е една најголема бренд приказна и трогателна и убава. Да се вратиме на светските првенства. Значи, ги следам светските првенства од 66-та година од Англија, кога го повредија Пели, тогаш го памтам како се превиткуваше на теренот, ама на другите светски првенства, пред тоа што сум гледал како играл, особено 70-та година,
кога освоија светска титула, кога се играше можеби еден од најубавите фудбали. И еве, јас се дрзнав да пишувам за фудбалот како феномен, па ги објаснувам што значи суфлист, што значи додавање во празно, диагонала, топката има очи, штоп, награди на колено, ждропка, тоа е многу интересен израз, додавање меѓу нози, и така натамо, со ножички удари, давање голови, што е се поредко и се поредко, што е ефе, што е лоп и така натамо, и ги врзувам со најпознатите фудбалери, кога ги опишувам Пеле, Бекенбауер, Ференц Пушкаш, Адолфо Ди Стефано, Гаринча, Кројф, Мишел Платини, Марадона, Роналдо феноменот, Роналдино, Зинедин Зинал, Кристијано Роналдо, Дейвид Бекам, Леонел Меси, Кака, Ибрахимовиќ и оваа младата генерација. Што е битно за да бидеш добар фудбалер? Да си звезда европска, светска. Треба прво фокус и посветеност. Така се станува бренд. Значи треба да се фокусираш. На што? На играта. Второ, да си поразличен. Значи, во последните 15 години најдобри фудбалери се Меси и Роналдо. Ја повеќе навивам за Роналдо, иако Меси е покомплетен, подобар, технички дотеран фудбалер, ама на Роналдо упорноста многу боа ценам. Упорноста и ескетскиот начин на живот. И сега тие еден на друг не личат. Меси е Меси, значи малото ѓаволче кој прави чуда на теренот, а Роналдо е атлетата, претрчувачот, давање голови од слободно, на сите могучи начини. Значи, они постигнале и фокус на фудбалот, се откажале од се. И едниот и другиот немале што да јадат. Биле сиромашни. Меси е дојден во Барселона, немале пари за таа инекцијата што требале да му ја дадат бидејќи престанал да расти. И он затоа е мал недораснал. Денеска се прв и втор по заработка во фудбалот, а се најголеми, еве, и највредни фудбалски брендови се. Рецимо нешто што можеше да сонува Пеле, Марадона, Ди Стефано и така натаму. Иако мој фудбалер број 1 е Пеле, ама тоа се синоним за спортисте, тоа е веќе не, и личност. Еве сега ќе излезам малку од фудбалот. Денешните лидери не можат мир да направат. Еве сега нешто електронски подпишале. Пеле, 1967 година, оди во Нигерија, граѓанска војна има. За него војната престанува, тој го одигрува над преварот, 3 дена е гостин таму, нема војна, војната завршува. Ете ти лидер, ете ти личност, ете ти етика. Башка беше голем хуманитарец, нема пет на црни, нема опашки, комплетна личност, за мене број 1. Можеби во фудбалската вештина Марадона е подобар од него, иако велам можеби. Ама човекот имаше проблеми, знаеме, со дрога, го искористуваше наполитанската мафија и така наканамо, ама и покрај се успеа да стане голема звезда. Значи, Пеле, Марадона. Сега. Ја вака велам за Пеле, бидејќи сме при крајот на емисијата. Крунисан крал на фудбалот. Немам доволно време да го објаснувам тоа, ама во колумните ќе видиш што све пишувам. За мене, еден од најголемите, ќе ти изненадам, Јохан Кројф, револуционер и романтичар на светскиот фудбал. Тој човек ни донесе нов фудбал, тотален фудбал, и после тоталниот оној тик-так фудбал не го измислил овој тренерот на Барселона. Он го измисли, па Рајкард го проба, па дури потоа Пеп Гвардиола дојде. Како и да е, човекот е револуционер. Зборувам и пишувам за Марадона, аргентинскиот бог на фудбалот, кој знаеше и со рака да игра и сите му простивме, само англичаните не му простија. Ама беше виртуаз, невиден виртуаз. Си имаше мани, си имаше црни Петра. Петра е тоа што не беше цврста личност. Сега доваѓаме до големиот уметник од Франција, фудбалскиот волшебник, велам Зинедин Зидан, Зизу. И ќе се изненадите, јас во ова плејада го ставам и Еузебио, црниот пантер на светскиот фудбал, бидејќи исто така тој беше голема личност, исто така беше голем фудбалер, и тој светна кога Пеле 66 година го повредија на светското првенство Жеков, мислам, бекот на бугарската репрезентација, ама не беше тоа бог знае колку опасно, Пеле за здравје и потоа играше пак. Што сакам да кажам? Светското првенство е еден најголем фестивал
на спортот. Светското првенство во фудбал е најголем собир и манифестација на бавењето со најдобрата споредна работа на светот. Ние мораме нашите деца, нашите млади кон спортот да ги свртуваме, можеби најмногу кон фудбалот, да не го забравяме кошарката, ракометот, тенисот и сите останати фудбали, сите се добри за нашите деца и само така децата ќе си ги спасиме и од криминал, и од алкохолизам, и од дрога, и од рецидивизам, и од сите пороци можни. Значи, спортот мене така ме воспитува, јас така моите деца ги воспитувам, еве сега, така ги воспитувам. Трите од двете внучиња, едното е мало и не е овде во странство, е само бавење со спорт. Внучето ми Дарон, 13 години има, од најстариот ми син, игра фудбал, за екипа од Ѓорче Петров, дава голови, сега е прекомандуван во бек, важно се бави со фудбал и дедо Сотир е најсреќен. Живи и здрави да се. Ти благодарам. Дојдеме до крајот. Ќе одиме, ќе продолжиме и со колумните во Курир, но ќе ти благодарам. И друг пат, должам јасно време, тоа е тоа. Вака претрчување, ти благодарам. Ти благодарам, ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.